Александар Андоновски од Охрид повеќе од 12 години им раскажува за убавините на неговиот град на туристите кои доаѓаат од Русија и Украина. Но сега, поради руско-украинскиот конфликт, сите планови остануваат само на хартија. Доста енергија и финанси се потроши на пробивање на тој пазар. Повеќе од 300 групи од Украина и Русија досега се откажани и нема да го посетат Охрид од мај до октомври. За оваа сезона интересот бил многу поголем од минатите години. Имало резервации со гости од Азербејџан, Казахстан, Молдавија и Латвија. Доколку минатата година од Русија, конкретно во Охрид, летуваа преку 3000 туристи, индивидуално или групно, а од Украина беа транзитно низ Македонија и со ноќевање во Охрид повеќе од 200 групи, годинава таа бројка ќе сведена скоро на минимум, на нула. Откажани се сите авиолинии од овие дестинации, иако имало најави за отварање и на нови. Беа најавувани чарт летови од некои украински градови до Охрид и од некои руски дестинации, како Казан, Санкт Петербург до Скопје и до Охрид. Од Украина, од Киев исто така беа најавени чарт летови до Охрид, кои за жал нема да се реализираат. Но не треба да се губи време. Во една ваква ситуација Охрид треба да се насочи пред се кон гостите од регионот, бидејќи туристичката сезона е на прагот, велато туристичкиот сектор. Да направи подобри цени за српски туристи, туристите од Босна, туристите од Бугарија, од Црна Гора. Значи, ние мораме да го потполниме тој вакуум што ќе се направи со откажување на туроператорите од Украина и од Русија, пред сега има и најави од други земји. Андоновски додава дека дополнителен проблем сега е враќањето на визниот режим за руските граѓани, кој стапил на сила на 15 март, иако земјава долго време имала безвизен режим со Русија. Може да го толкуваме како санкција, но секоја санкција има два краја. Едниот е према тој кого ја воведуваме, вториот према нас, бидејќи секако ние тие финансиски средства кои би легнале тука од тие околу 3000 гости годинава би ги изгубили. На почетокот се потсетува Александар, било многу тешко. Гостите кои доаѓале од овие пазари или само транзитирале низ земјава, или пак доаѓале на кратки посети во Охрид, додека одмарале во некоја од соседните држави. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.